Првиот тест кој што го направив за инсталирање на Windows апликација во оперативниот систем Linux Mint е преку Battles. Значи, прво за креирање на самиот тест, нормално е да се направи Battle. Одбрав да оди со делот Application. Откако го средив сето тоа, почна инсталирањето на компонентите кои што треба да ги има овај Battle. Кога е готово се, Battle е креиран и го затвараме тој прозорец. Ојдов во Run Executable, каде што треба да го земиме, нели, exe фајлот за да се инсталира во самата апликација. Океј, се одлучив да го инсталирам HitPath видеот едиторот 1.7.1, кој што е 64 битен. Run се ланчнува и започнува самата инсталација. Како што можете да гледате, почна инсталацијата и да се полни она лиливчето кое што е за инсталирање. Океј, се инсталира и дојде редот да се пушти самата програма. Ја стартовав, ојдов во неа, се фино и лепо, еве го интерфејсот. Ама имаше еден проблем. Ги немаше фонтовите, односно фонтовите кои што се дел од овој оперативен систем се прикажува. Ама кога се кликнеше на нив да се пиши нешто, не ги покажуваше, значи воопшто не вадеше текст кој што го има таму. Па што направив? Ојдов во папката кај што е инсталирана ова програма и ги најдов фонтовите. И почнав да ги инсталирам еден по еден. Тука имаме две категории, TTF и TTC. TTF можев да ги инсталирам, ама TTC не ми даваше. Па што направив? Решив да одам во Software Manager да видам дали ќе најдам нешто што ќе може да ми овозможи да ги инсталирам овие фонтови. Ама немаше ништо. Океј. Хајде. Реков наново ќе инсталирам. Значи, пред да одам наново инсталација, ојдов, влегов во самиот софтвер, повторно не ги кажуваше самите фонтови, значи не можеше ништо да се пише. Океј, ја инсталирав наново и ми извај дека има некој ерор, не можеше да се пушти самата програма. Ама скролајки во самиот Battle, видов дека има нешто што се вика dependencies. Ојдов во тоа и заклучив дека тие фактички се некои директиви, некои библиотеки кои што се потребни за да се извршува една Windows програма. Тераше многу време дури да се спуштат овие, потребното време некаде беше саат и 48 9 минути. Значи, одзеде доста баги. Некои се инсталираа на тој начин така што се кликнуваше next, како што се инсталира во оперативниот систем Windows некој софтвер, а некои самите се инсталираа без кликнување на next. Најбитно е тоа што тука треба да има интернет, бидејќи треба да се симнат и да се инсталираат. Ви потврдам тука. Океј. Инсталирани се и решив да го сменам делот за ранерот. Ранерот од самата апликација. Момент, само да видам како се викаше првиот ранер кој што го инсталирав. Ама чекај, пред да го сменам ранерот, јас ојдов во самата апликација и таму, значи, ги извај сите компоненти од самата апликација, ама пак, како што кажав, фонтовите не ги поддржуваше
не ги прикажуваше. Ги прикажуваше гифовите и останатите мултимедијални единици кои што се дел од оваа програма. Ама кога се клае на таймлайнот за едитирање, тие таму не функционираа. Сега, да се навратам на ранерот. Значи, од сода 9.01 го сменам во SUSE 10.0. Со него вадеше грешка и не можеше да се покрени самата апликација. Тоа беше првиот тест. Вториот тест за инсталирање на апликација Windows во оперативниот систем Linux Mint ја направив со Play on Linux. Значи се тргнав се install program, ојдов во install non-listed program, тргнав со конфигурација на самиот Wine, значи кликнуваме next, повторно next, нешто што треба да се инсталира дополнително, окей, тргна процесот за креирање на виртуелната машина, сега крстив нормално HitPath, бидејќи решив тука да испробам дали ќе може да профункционира HitPath. Се продолжи со конфигурацијата, значи use another version of Wine, configure Wine, install some libraries и така натаму. Одбрав 2.2. 64 битно, пошто 64 битен е инсталаторот. Чекавме да се појави нешто. Симнува некои работи кои што се потребни за Play on Linux, односно Wine 2.22. Окей. Wine ги го инсталер. Се спушта, па се инсталира тоа. И после сите libraries што ги беа потребни за ово, Арнама fatal error и ништо не се успеа со тоа. Арнама ми даде да броуснам, да го земам видео едиторот. Го зедов и пак fatal error и на крај ништо не успеавме. Третиот последен тест е со Wine Charm. Тука решив да го инсталирам Wondershare Filmora. Окей. Значи, ојдов таму и го одбрав Wondershare Filmora. Ете го, се кликнува на него, истера самата инсталација, мал ерор и онма, еве го икончето. Play, го покрена, супер. Арнама кој да вториот пат да пуштам, не можеше, така да и тука имаме проблеми. Заклучок, уште имаме проблем со Windows апликации, да, Linuxот е окей, ама тие што сме научени да користиме Windows апликации е huge проблем за нас.